Почитувани граѓани, почитувани новинари, добар ден. Владата предводена од СДСМ и надлежните институции се посветени на обезбедување доволно енергенси за престојната зима. Во ек на светска, енергетска и економска криза, важно е навремено да се обезбедат доволно енергенси и електрична енергија, но и треба тие да се користат рационално. Државата ги користи сите своји енергетски капацитети со цел да се зголеми домашното производство на струја и на тој начин да се намали зависноста од увоз. Покрај унапредување на постоечките, се отвараат и нови енергетски капацитети. Последната од нив е соларната електрана во Анзабегово, Свети Николе, со моќност од 17 мегавати. Електраната се состои од над 31.000 сончеви панели на површина од 300.000 метри квадратни и предвидено производство од 25.000 мегават часа зелена енергија годишно, што би можело да снабдува над 5.500 македонски домаќинства. Истовремено, на локацијата на поранешните наоѓалиште на јаглен во рек Осломеј, веќе работи фотонапонска електрана со моќност од 10 мегавати во собственост на ЕСМ. Во моментот, пред започнување со градба, се и фотонапонски централи по пат на приватно партнерство со ЕСМ во Осломеј, со инсталиран капацитет од 100 мегавати. Сето ова се крупни чекори кон сериозно зголемување на електрична енергија од домашни еколошки извори. Граѓаните да бидат спокојни. Електрична енергија и енергенси оваа зима ќе има во доволни количини. Владата, државата и натаму ќе субвенционира 80% од сметките за струја за над 600.000 домаќинства и околу 72.000 мали предпријатија. Сите основни и средни училишта се префрлуваат на регулираниот пазар за помали сметки на струја, а поевтина електрична енергија ќе добиваат и здравствените установи. Секако, важно е да се потенцира дека секој субјект, без разлика дали е домаќинство, единица на локална самоуправа или државно и приватно предпријатие, треба да преземе мерки за штедење и рационално користење на електричната енергија. СДСМ, преку владата и парламентарното мнозинство што ги предводи, продолжува да се грижи за сите граѓани, продолжува да инвестира во енергетскиот сектор и да му помога на стопанството. Ви благодарам.